Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во СГГУ ГС Здравко Цветковски од Скопје. За техничкото образование, градежен техничар по предметот патишта. За денес имаме нова наставна содржина за патен и железнички сообраќај и класификација на патиштата. Но за почеток да се потсетиме што беше тоа сообраќај. Под поимот сообраќај се подразбира транспорт на луѓе и стока, суровини, полупроизводи, готови производи и слично од едно место на друго. Сообраќајот има големо значење за целокупниот развој на една земја, представува важен дел од стопанството. Постојат повеќе видови сообраќај кои се разликуваат меѓу себе по сообраќајниот пат, по средствата со кои што се служат и слично. Па така, постојат сувоземен сообраќај, речен сообраќај, воздушен, поштенско, телеграфско, телефонски сообраќај, ПТТ, а додека сувоземниот сообраќај се дели на патен и железнички. Патниот сообраќај во главно се одвива по пат, кој што представува комуникациона линија на земјата по која се одвива транзитен и градски сообраќај. Патниот сообраќај се применува од најстари времиња до денес, биле така наречени на почеток патеки. Првите патишта биле конструирани во Азија, односно Кина, и во Јужна Америка од страна на инките. Старите римјани пак биле најважните градители на патиштата. Тие формирале први патни мрежи во Европа и ги изградиле речиси 80.000 километри патишта со коловози од вулкански плочи. На сликата е прикажан патот Вија Игнација, кој што поминува и низ нашата држава. Модернизацијата во конструкцијата на патиштата почнала за време на индустријската револуција. Имено во 1775 година францускиот инженер Трезаге воведува нов тип на коловоз од кршен камен. Тој бил коловоз со многу помала дебелина во однос на римските коловози. Малку покасно, со заслуга на инженерот Макадам, во Англија се прават толченичките коловози, наречени Макадам. Развитокот на автомобилот како превозно средство наметнува потреба од нови коловози, кои што биле на почетокот збиен асфалт, камена коцка, асфалт-бетон, цементно-метонски или слични материјали. Железнички сообраќај. Железничкиот сообраќај представува дел од копнениот сообраќај, каде што возилата, односно возовите, се движат по однапред утврден пат, тоа е колосек. Сообраќајот може да се одвива во било кое годишно време, дење, ноќе, под дожд, магла, снег, што не е случај кај сите други останати видови сообраќај. Безбедноста на сообраќајот кај железничката линија е на високо ниво. Исто така, редовноста, капацитетот е далеку поголем отколку кај останатите некои видови на сообраќај. Железничкиот сообраќај пак има своја историја, така да првата железничка линија била пуштена во Англија 1830 година, тоа е пругата Ливерпул-Манчестер. На неа сообраќала првата парна локомотива. Подоцна пак се измислени дизел погоните, дизел локомотивите и најпосле се измислени и електрифицираните железници. Кога ќе ги споредиме конструктивните елементи на патиштата и железничките линии, ќе видиме дека имаат сличности и разлики. Патиштата и железничките линии се градежни објекти исто кои што се градат ниско на теренот. Тие се развлечени. Во однос на ширината и висината имаат голема должина.
се состојат од долен строј и горен строј. Долниот строј е заеднички и за патиштата и за железничките линии, додека во горниот строј се разликуваат. Горниот строј го сочинува коловозот, коловозна конструкција, кај патиштата и железничките линии тој е различен. Долниот строј пак представува труп или темел, основа на сообраќајницата, и товарите од горниот строј на возилата ги пренесува рамномерно на носивото земјиште. Значи, улогата и функцијата на долниот строј е да ги пренесе товарите рамномерно на носивото земјиште. Долниот строј, значи, ова што спомнавме и работите за негова подготовка се идентични за патиштата и железничките линии. Одиме сега кон класификација на патиштата. За проектирање на патиштата нас не е потребна класификација или поделба на патиштата. Па така, имаме функционална класификација. Според функционалната класификација, патиштата се делат на далечински или транзитни патишта кои транзитираат од една земја во друга. Брзни, кои што поврзуваат разни места, собирни, кои што собираат, и пристапни патишта, каде што пристапуваме до некое место. Административна патишта, административната поделба се делат на магистрални патишта, значи тие се магистрали кои што поврзуваат повеќе држави, меѓународни и јавни. Меѓународните исто така може да поврзуваат повеќе држави, јавните исто повеќе градови, регионални патишта кои што ги поврзуваат стопанските области во државата, вршат дистрибуција на сообраќајот до магистралните патишта, и локалните патишта ги поврзуваат населбите, селата и се во компетенција на општинските центри, додека другите патишта се во компетенција на државните центри. Сообраќајна класификација според видот на сообраќајот. Според видот на сообраќајот, патиштата може да бидат патишта единствено за моторен сообраќај, автопат, и патишта за мешовит сообраќај, кои може да се движат моторни запрежни возила, велосипеди и пешаци. Според намената, патиштата може да се делат на вонградски и градски патишта. Вонградските патишта пак се делат на јавни патишта, туристички патишта, земјоделски патишта, шумски патишта, индустријски, рударски патишта и слично. Додека пак градските патишта се делат на градски автопат, градска магистрала, градски сообраќајници, собирни улици и пристапни улици. Понатаму имаме поделба според обемот на моторниот сообраќај, кој што може да биде просечен, годишен или дневен сообраќај. Според обемот на моторниот сообраќај пак патиштата се делат на автопатишта прва класа до петта класа. Автопатиштата се најголеми, имаат повеќе од 15.000 возила, додека прва класа е голем обем на сообраќај, односно многу голем, поголем од 12.000 возила. Втора класа имаме голем обем на моторен сообраќај, од 7.000 до 12.000 возила. Трета класа имаме среден обем од 3.000 до 7.000 возила. Четврта класа мал обем од 1.000 до 3.000 возила. И петта класа е многу мал обем, помал од 1.000 возила. Понатаму имаме класификација според степенот на контрола на пристап на патиштата. Па така, патиштата се делат на патишта без контрола на пристап, каде што возилата може да се вклучат во сообраќајот на било кое место.
Понатаму имаме патишта со делумна контрола која што се одвива пристапот на патиштата до патиштата се одвива преку раскрсници и приклучоци. Значи таа е делумна контрола, не може на било кое место. И патишта со целосна контрола, каде што не можат директно да се вклучат, туку само преку пат од пониска категорија, односно се тие денивелирани приклучоци на различни нивои, надземни или подземни. Тоа е обично автопатот. Понатаму имаме поделба на патиштата според топографските карактеристики на теренот. Така да, видот на теренот низ кој што поминува патот влијае на конструктивните елементи и на неговата техничка изведба. Па така имаме рамни низински терени, ритчести терени, планински терени. Соодветно на терените имаме и патишта, низински патишта, рамни патишта, кои што според теренот кој има благ наклон на теренот до 1:10% и се на мали надморски височини. Патиштата на рамните терени имаат подолги правци, кривини со големи радиуси, мали надолжни наклони според теренот. Рипчестите терени пак имаат благи падини од 1:10 до 1:5 и надморски висини мали. Патиштата на рипчести терени имаат пократки правци, пократки кривини, помали радиуси и имаат надолжен наклон до 6%. Додека пак планинските терени се со големи висински разлики, големи надморски височини, за да се постигнат и наклони и дури до 1:1 и пострмни падини. И патиштата на планинските терени се состојат од кривини со помали радиуси или така наречени серпентини, како буквата S, затоа се нарекува серпентина, преодни кривини, а надолжните наклони се поголеми и од 10%. Значи може да бидат 8, 9, 10, па и дури до 12 и поголеми. За наредниот час имаме прашања за повторување. Каков може да биде сувоземниот сообраќај? Како се дели? Што представува патот и од кога се применува? Што представува железничкиот пат и од кога се применува? Што представува што е долен, а што горен строј кај патиштата и железничките линии? Кои патишта спаѓаат во функционална, кои во административна поделба кај патиштата? Кои се вонградски и градски патишта? Објасни поделбата на патиштата според топографски карактеристики. Се надевам дека ќе ви биде пријатна работата. Ви благодарам на вниманието и се гледаме наредниот час, се слушаме. Довидување.